Најголемата опозицијска партија во Македонија ги прекинува сите официјални комуникации со власта. Повеќе нема да има средби на билатерално ниво, обелодени денеска во Штип преседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Таквата одлука е донесена деновиве на извршниот комитет на партијата. Единствено може да преговараат за предвремени парламентарни избори. Повеќе нема ништо на маса, има само една работа. А тоа е да седнеме и да се договориме околу изборите. Кога ќе бидат изборите? Како ќе бидат изборите? На кој начин? Со техничка влада, немање техничка влада или се она кое што е поврзано со изборите. Така што од овој момент па натаму повеќе нема да зборувам ништо што е поврзано со уставните измени, туку единствената работа која што ќе би сакал да ја зборувам е да седнеме на маса и да разговараме за брзи предвремени парламентарни избори во ЕС. За вчерашната енергична најава на премиерот Ковачевски дека за 2 недели уставните измени влегуваат во собраниска процедура, Мицкоски не е оптимист, бидејќи цела година има одложување на процесот, а тоа означува дека немаат поддршка, односно 2/3 мнозинство во собранието. Ние ги очекуваме веќе година дена уставните измени, бидејќи, ако се сеќавате, од минатата година, јули месец, почна ова драма околу уставните измени, па требаше есента, па не есента, па зимото од 2022, па потоа префрлија февруари, па не февруари мај, па не мај јуни, јули еве го дојде. Така што континуирано имаме еден процес на одложување, а процесот на одложување значи дека тие немаат поддршка да го направат тоа кое што го прифатија без да ја консултираат опозицијата и без да го консултираат македонскиот народ. За ставот на Ковачевски дека оваа есен нема да има избори, Мицкоски рече дека Ковачевски многу работи најави, па потоа ги поплука и порача да му се даде време на времето.